Почитувани медиуми, добре дојавте на денешниот настан во организација на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, а во честа меѓународниот празник на трудот 1 мај. Оваа година ние како синдикат донесовме одлука да овој важен празник за работниците го одбележиме со една конференција, би рекол научна конференција, каде што на највисоко ниво ќе разговараме за трудовите закони кои што се однесуваат на работниците, како и колективните договори, нивната примена во практика и предизвиците кои што ни престојат во однос на примената на колективните договори. Реков, конференција на високо ниво, на која што ќе учествуваат во панел дискусии, во расправа на високи функционери од ресорните министерства, односно од државните органи. Понатак имаме представници на локалната самоуправа, кои што се исто така социјални партнери на локално ниво. Имаме суди, адвокати, трудови инспектори, советници од министерствата и така натака, кои што ќе дадат придонес со својата професионалност и ќе бидат вклучени во јавниот настан и јавната дебата. Убедени сме дека социјалниот диалог е најдоброто оружје, би рекол, или инструмент, каде што работниците ги остваруваат своите права. Очекуваме синдикатите да бидат третирани како рамноправни партнери со партнерите од другата страна кои што ги представуваат работодавачите. Очекуваме плодна дискусија, донесување на заклучоци кои што ќе одат во насока на подигнување на правата на работниците, секако и дискусија каде што ќе отвориме расправа по одредени закони кои што или се двосмислени или не се почитуваат, ние практично примена би го кажале, не се почитуваат во реалноста, така да многу интересна тема која што верувам ќе предизвика голем интерес и во публиката и на крајот ќе излеземе сите така како и што се очекува, како коректни социјални партнери со решенија, односно заклучоци кои што во иднина треба да се имплементираат во интерес и на работодавачите и на работниците представувани од синдикатот. Благодарам. Дали евентуално ќе на штрајкот? Немам информација дека штрајк има во петок, веројатно мислите на протест. Протестот го организира друга федерација, односно сојуз, така да ние нема да се вклучиме. Ние го одбравме патот на социјален диалог и на преговори и резултатите ги постигнуваме на маса. Инаку тие го одбрале тој пат да одат по улици, тоа е нивната стратегија, така да го продолжи. А што е тоа што ќе зборувате, а што не е постигнато или не се реализира до сега, значи во реалност, што се коментира? Тоа се законски одредби кои што се толкуваат на овој или на оној начин, или колективни договори каде што на локално или централно ниво се толкуваат на овој или на оној начин. Така да сега баш бево дека од сите фели, така да и практични примери ќе се отворат како проблематика, така да баш ќе слушнеме и од најрелевантните во државата, тоа се трудовите професори кои што имаат и докторирано на тие теми. Тука се судиите кои што ги решаваат таквите спорови, тука се адвокатите кои што ги бранат нашите аргументи и така натака, така да навистина плодна расправа очекувам и воедно и ве поканувам да останете и доколку сте во можност на расправата и да бидете сведоци на она што ќе се говори. Може ли ни кажете, извини, како представник на синдикатот, во кој дел најмногу се кршат работничките права, затоа што застапувате голем дел од професорите, наставниците, делот од културата и самите вие постигнавте договор со Министерството за образование, но што е оно уште на кое што треба да се работи во следниот период? Генерално имаме закони кои што ги опфаќаат сите работнички права. Тие закони се доуредени со колективни договори, каде што е допрецизирано на работниците што им следува. Генерално, она што на синдикатот, подписникот на колективниот договор му пречи, тоа е пристапот кон толкување на колективниот договор, односно не се почитуваат одредбите ниту од Законот за работни односи, кои што кажува гранските колективни договори
за кого се применливи, односно за кого важат, а најмалку пак од директорите кои што треба да како први работодаваци да ги имплементираат тие колективни договори, тие не ги почитуваат и одредбите од колективните договори ги применуваат за сите вработени кои што Законот за работни односи и науката тоа не го кажува. Тоа ни е еден од најгорчливите проблеми, каде што оние кои што не се членови, кои што воопште не го финансираат синдикатот за да преговараат со ресорните министри, со градоначалници и така натака, бесплатно ги уживаат правата на оние кои што плаќаат за придобивките на работниците. Односно, испаѓа дека во самопослуга можат да пазарат едни со пари, други без пари. Или на крајот на криштата, ако прашаме дали се тие дискриминирани во однос на членовите на синдикатот, ќе кажам не е обратно. Членовите кои што плаќаат чланарина и ја финансираат организацијата за да ги штити и брани и напредува интересите на членовите, тие за таа услуга нормално го плаќаат синдикатот, а овие кои што не плаќаат ниту денар, ги користат истите привилегии што апсолутно сметам дека не е исправно.